вечер во топ тема. Пандемијата на коронавирусот влегува во критична фаза. Кои се следните мерки за спречување на ширење на вирусот? Пред малку Советот за безбедност одлучи во државата да не се прогласи ниту вонредна, ниту кризна состојба. Што тоа ќе значи? Вечерва во топ тема дебатираат моите гости доктор Иван Видинич од Клиниката за инфективни болести, Аднан Джафировски, директор на Дирекцијата за заштита и спасување, Славјанка Петровска, заменик министер за внатрешни работи и доктор Никола Пановски, професор на медицинскиот факултет. Добро вечер и добре дојдовте во вечерашната топ тема. На почетокот ќе ја видиме изјавата на председателот на државата Стево Пендаровски, кој соопшти дека Советот за безбедност сепак одлучи да не прогласи ниту кризна, ниту вонредна состојба во земјата, барем за сега. Ќе имаме, што ја имаме изјавата, веднаш ќе ја имитуваме. Во моментов во владата почна седница која беше закажана веднаш по Советот за безбедност, на која најверојатно ќе бидат донесени дополнителни мерки. Господјо Петровска, Министерството за внатрешни работи утрово утврди некои мерки кои ќе бидат предложени на вечерашната владина седница. Може ли да ни кажете зашто се работи? Така, согласно она што се случува на терен и тоа што го следиме и активностите во Министерството за внатрешни работи, исто како и во сите други институции, обемот на работа е намален, барем што се однесува во комуникацијата со граѓаните, но сепак остануваме отворени нормално за извршување на секојните задачи и потребите на граѓаните, но во таа насока ќе предложиме на владата управните служби, оние што најчесто имаат контакт со граѓаните, да работат со скратено работно време, односно да го намалат работното време до 18 часот на територијата на град Скопје, а до 16:30 на останатиот дел од територијата. Исто така, введуваме една мерка, предлагаме и владата секако дека сигурни сме дека ќе ја усвои, а тоа е на сите граѓани кои ќе влезат на нашата територија на било кој од граничните премини. Тоа се однесува повеќе за нашите граѓани, бидејќи влезот на странските државјани е забранет од сите земји. Ќе добијат наредба, писмена наредба и изјава дека самоволно заминуваат во самоизолација во рок од 14 дена и тие се обврзани апсолутно независно од тоа од која земја доаѓаат или низ која транзитирале, меѓутоа тоа е една навистина строга мерка, свесни сме за тоа, меѓутоа тоа е единствен начин на кој што и полицијата и останатите институции ќе имаат можност како да исконтролираат состојбата на терен. Добро, имаше едно соопштение дека во моментов полицијата обезбедува автобуси со кои 32 државјани од Албанија и 20 државјани од Косово од Скопскиот аеродром ќе бидат проследени до излезите од државата, односно кон Албанија и кон Косово. А сега да ја видиме изјавата од председателот на државата Стево Пендаровски. Прво беше заклучено дека нема потреба од воведување на кризна состојба на цела територија, ниту од воведување на вонредна состојба. И второ, ова сакам да го, мислам дека и вие го загатнавте со вашето прашање, но ја би сакал да го појаснам. Сосема е небитно од аспект на ефектите кои сакаме да ги постигнеме или веќе ги постигнуваме, како ќе ја наречеме состојбата. И еве во тој прилог да ви дадам од таа функција, да ви дадам една мала анализа која направивме кај мене тука во кабинетот изминативе денови. Споредувавме што содржат прогласените, декларираните вонредни состојби во практично сите наши соседи, во сите околни земји, од Бугарија преку Србија до Косово и Албанија. И можам да ви кажам дека ние за многу или во многу ги надминуваме, сакате тоа да го наречете по ригорозност, по доследност, по консеквентност, мерките кои се преземаат во сите тие држави, а кај нив тоа се вика, се нарекува вонредна состојба, а кај нас имаме само во две општини кризна состојба и сето друго е практично од правен аспект една тековна, да ја наречам, ситуација. Меѓутоа, гледате според мерките кои се преземаат и кои се наложуваат, че не работат факултети, училишта, градинки, јавни собири практично нема. Можно е и во рамки на овој правен контекст и во рамки на оваа правна рамка која ни е сега дадена, во која сме денеска, да речеме, да се воведат уште неколку дополнителни рестриктивни мерки со кои ќе се ограничи движењето на граѓаните, за оние кои тоа помал се го знаат.
А ние сега по повод оваа криза и доправа го учиме. Можно е владата, без да прогласи воредна состојба, да го ограничи движењето на граѓаните од една во друга општина, внатре во нашите граници. Така што не би се врзувал за името како на состојбата во која сме. Битно е дека досегашните мерки се прилично ригидни, прилично ригорозни во однос на спречување на ширење на епидемијата, и тоа е проценето и од меѓународни фактори како ефикасно до овој момент. Се разбира, не зависи само од тоа, ширењето на евентуалното ширење на болеста, меѓутоа тоа е она што е значено. И ја морам уште еден мал дел да додадам тука, зборувајќи за воредната состојба. Не дека треба да прогласиме, а ние не сакаме од овие причини, меѓутоа добро е да го знаете. Ако не дај Боже дојдеме во ситуација, воредната состојба во нашава земја е објасната само во еден единствен член на Уставот. Се ви кажам како правник, тоа според мене не е доволно. Че имаме цел закон за криза, за кризни состојби, за менеджирање на кризи, за управување со кризи, цел закон кој има своји фалинки, има своји дупки правни и празнини и така натаму. Меѓутоа имаме само 125 членот од Уставот кој зборува за воредна состојба. Ние немаме закон за воредна состојба. Само вели Уставот дека во таква ситуација, ако се прогласи, владата управува со така наречени уредби со законска сила, и тоа е давање прилично широко дискреционо право на владата да биде во исто време и законодавец и извршител на прописите, бидејќи во таков период собранието е практично суспендирано. И да го имате, и да не е само распуштено. Меѓутоа, велам, проценката беше дека нема потреба ниту од кризна состојба на цела територија, а инаку тоа е градацијата, пред кризна состојба, кризна на одредени делови, кризна на цела територија, воредна војна, не дај Боже. Да, тоа беше објаснувањето на председателот на државата зошто е донесена оваа одлука, барем за сега. Петровска, уште нешто што ќе значи ограничување на движење, полициски час се подразбира или? Тоа значи дека полицијата има право да го ограничи движењето на граѓаните, како на пример сега во Дебар. Сега е ограничено само да не смеат да напуштаат територијата, но можеби ќе се појави потреба, тоа се зависи од тоа што од случувањата на теренот и информациите кои секојдневно ги добиваме. Сега за сега состојбата таму е мирна и граѓаните исклучиво се приложуваат до мерките и препораките на владата и здравствените работници, но можеби ќе се појави потреба да се ограничи нивното движење во одреден ден од текот на денот. После 18 часот или така, најчесто тоа се случува во доцните вечерни часови до раните утрински часови, кога навистина реално и нивната потреба од движење е сосема излишна, така што на тој начин ќе може целосно под контрола да се има ситуацијата. Можеби се размислува и на тоа доколку се појават некои нови жаришта, а затоа сепак не треба стручно мислење од тимот на епидемиолози и Министерството за здравство, да се ограничи движењето и во тие средини. Џафировски, слушнавме дека нема практично закон и не е баш уредено како да се постапува во кризна состојба, или прогласувањето не би било различно од ова што го имаме сега? Да бидеме искрени, прогласувањето на военна состојба нема драстично да ја смени ситуацијата. Почитувањето на мерките кои ги носи владата, јас мислам дека во моментов се доволни и едноставно треба секој граѓанин да биде на ниво и да ги почитува сите мерки донесени од страна на владата. Само така можеме да се заштитиме и да го скратиме периодот на кризниот период во однос на коронавирус. Да преминеме сега на она што се случува на инфективната клиника. Доктор Виденич, вие сте во контакт со заболените во моментов, ги лекувате на инфективната клиника? Да, јас сум доктор од инфективна клиника, работам со заболените со новиот коронавирус. Можем да кажем дека сите пациенти се во стабилна состојба, имаме 3 по дефиниција лесни случаи, 6 кои што се средно тешки, 6 кои што се тешко болни и една пациентка која што е во критична состојба. Таква е состојбата моментално, сите примаат соодветна терапија, сите соодветно збринати и нивната состојба е стабилна во моментов. Бидејќи практично нема лек, се уште нема вакцина, ниту лек, како се третираат и лекуваат оние што се болни, што во моментов медицината може да им понуди? Значи, третманот на ова заболување оди
одмор, симптоматски третман, соодветна субституција на течности на електролити, хидрирање на пациентите и симптоматска терапија. Конкретен лек кој што делува против овој вирус во моментот не постои, сето тоа е во фаза на испитување, постојат повеќе експериментални лекови кои што се применувани со различен ефект во различни земји, меѓутоа ниту еден од нив не е препорачан од Светска здравствена организација за третман на овој вирус. Така да додека не добиеме таков лек кој што ќе има соодветна потврда и поминати фази на испитување, ние нема да шпекулираме со тоа кои се лекови негде се употребувани, а ние тоа нема да го правиме без соодветен доказ. Од она до што, како што досега ја следевте болеста, можете ли самите од вашето сега лично искуство да кажете како таа прогресира, се јавува, се развива? Па имаме само еден случај кој што го заврши лекувањето кај нас, за среќа успешно. Пациентката здравја испишавме со 2 негативни тестови за коронавирус и покрај тоа што ќе продолжи незината домашна изолација во тек на наредните 2 недели. Може да кажеме дека пациентката веќе беше дојдена со развиена клиничка слика кај нас, таа беше недела дена болна претходно во Италија и со една целосна клиничка слика на развиена болест ја примивме, беше по дефиниција спаѓаше во тежок облик на болеста, со рентгенграфски наод, со потреба за оксиген, за кислородна поддршка, да. Но лекувањето успешно заврши кај пациентката и после престој од 14 дена пациентката е пуштена веќе дома со комплетно клинички санирана. Има ли разлика на возраста? Имате пациенти од 15 години, тоа е најмлад, и другите сите се други над 50, над 50. А најголемиот дел се над 60 годишна возраст. Клиничка слика кај помладите овие луѓе се манифестира во многу поблага клиничка форма, слично на грип. Голем дел од нив ја поминуваат со лесни симптоми, но можноста за ширењето кај нив е идентична као и кај потешките клинички облици на болеста. Затоа се смета дека најголем извор се токму овие асимптоматски или со минимални клинички симптоми, а тоа е најчесто популацијата, младата популација, децата и младите адолесценти, кои што ги имаат и најголемо движење, најголем број од тие социјални контакти, и тука и можноста да се пренесе болеста на постарите и вулнерабилните категории на лица кои што се... Дали тој побрзо се опоравува во споредба, например, со другите пациенти? Заради возраста и момчето кое е на клиниката? Да, момчето има сосема лесен клинички облик на болеста. Тој беше и сосема, можем да кажем, и случајно откриен од епидемиолозите во Дебар, бидејќи имал интензивни контакти со некој друг кој што веќе беше заболен. И практично со минимални клинички симптоми епидемиологот се посомневал дека е можност и тој да стекнал инфекцијата. Практично не бил, да. И така е откриена болеста кај тоа момче. И така и оди клиничката слика кај него со една многу лесен облик на болеста и без никакви компликации. Добро, како изгледа вашиот ден на инфективната клиника со овие болни? Сместени се, изолирани, сами? Да, болните се сите изолирани, кај нив значи се влегуваме комплетно заштитени по сите протоколи за ова заболување, за да го намалиме било каков ризик кон медицинскиот персонал кој што секако дека е изложен на одредена опасност, меѓутоа доколку се придржуваме на сите потребни мерки за заштита, ризикот е сепак минимален. Господине Пановски, како сметате дека мерките кои се преземаат велат се многу понапред од другите земји и факт дека сите, барем соседните земји, подоцна ги затворија училиштата, подоцна ги затворија продавниците, го ограничија движењето, дали верувам дека го следите вирусот и пандемијата? Следиме веќе има ефект. 20 на години разни епидемии или опасност од нив, еве сега веќе имаме конкретна тука, и мислам дека мерките кои сега се преземени се адекватни. Може би малце
поригорозни, меѓутоа подобро така отколку да. И задоволен сум што не одат во вонредна состојба, зашто северниот сосед прогласила едни одма по нив како во минатото во СФР, туку навистина си имаме свој став, имаме своји стручњаци и мислам дека се во ред и се следи состојбата и не е ништо страшно, нешто ако треба да се донесе за ден-два. Интересно е на Балканов дека двајца доктори во Србија и во Македонија може би влијае на донесување на мерки. Секој е зло за добро. Едната што дојде од Италија може би ја убрза, секако ќе беа донесени мерки, меѓутоа неколку дена порано се донеса кај нас мерките. А во Србија имавме еден познат доктор, епидемиолог, кој веројатно заради тоа што 20 години испаѓаше како во приказната кога детето викало доаѓа волкот, а не дошол. Така беше со сарсот, со мерсот, со птичиот грип, па и со свинскиот грип и со зика вирусот. А сега навистина дојде, меѓутоа некои луѓе се однесуваа ноншалантно. Ова е пак истата приказна од далечниот исток, тамо не плашат, некоја игра, нешто треба да се направи, па така имаме тамо еден доктор кој е сериозен авторитет, тоа е многу битно, кој кажа дека е ова најсмешниот вирус во историјата на човештвото, а позади него стоеше председателот и се смееше. Тоа е докторот кој рече дека естрогенот ги заштитува жените. Да, и ги прати додатно. Тоа не беше одамна. Вчера председателот Вучич плачеше. Значи, тоа се крајности од една... Значи, тој човек, можеби пола нација му се смееше, меѓутоа има луѓе што го сватиле сериозно, што е катастрофално во нивното однесување. И ако однесувањето било така раскалашно, да кажем, на граѓаните, друга нема освен да вака сега се настапи да ги уплаши луѓето, да со плачлив глас да ги спасиме нашите стари луѓе. Тоа беше, мислам, тоа е интересно како една состојба која најмногу ескалирала во Италија. Таму беше најнесериозно прифатено. Зошто ескалираше ситуацијата во Италија? Кое е вашето? Значи, едно е ова што го кажав, дека се сметало дека и ова ќе биде исто како сарсот или некои други кои поблаги болести кои воопшто немаше ни еден смртен случај во Европа, тоа е моје мислење. И второ, не беа спремни и сериозни да го направат тоа што се направи во Кина. Смета дека бизнисот и човековите права, слободното движење, 4 права слободни, ние викаме имаме микробиолозите, епидемиолозите, инфектолозите, викаме имаме и 5-та слобода на Европа, тоа е слободно движење на микроорганизми, тоа е факт во Европа. И јас дури на Facebook статус напишав како затвараат села, а не ги затвараат градовите, кога ограничено движење. Тоа е исто како ние да имаме сега 100 случаи во Скопје и 5 во Дебар. Бидејќи е Дебар полесно да го затвориме, Дебар да го ставиме во криза, а Скопје не. Тоа ни направи во неколку големи градови, туку 50.000 луѓе беа под ограничено движење десетина дена, додека во градовите ескалираше состојбата, нашите авиони летаа во Милано, доаѓаа навака и стотици луѓе и така, да не зборам од цел свет. Така јас го гледам дека тука беше... За докторите повторно, се зборува во некои земји дека ширењето на коронавирусот има како 3 фази. Се споменуваат 3 фази. Прва, втора, трета фази, согласно тоа преземаат мерки дека вирусот ќе има некаков пик. Значи кога ќе има најголем број на заболени. Вчера имаше најголем број на починати во Италија. Во еден ден дури над 300.800 има. Значи огромна е бројката. Да, преку 360. Да, само во еден ден. Денеска ги нема информациите, но дека има пак помалку заболени. Има ли такво нешто и кај нас? Се надевам дека ние нема да ги поменеме сите тие 3 фази, дека ќе се ограничи сега вирусот во овој момент. Мерките што се преземени се навремени. Значи во Италија беа контрапродуктивни баш поради тоа што има веќе неконтролирано ширење на вирусот. Децата ги пуштија таму доцна од училиште, а рековме дека децата може да бидат асимптоматски носители на вирусот и како што сите правиме, децата од училиште, ние одиме на работа, децата се кај дедовци и баби.
така да вирусот практично го донеса кај вулнерабилната категорија, кај тие кои што кај кои што и најголема и смртноста. И така да токму тоа и се случи во Италија, значи нагло порасна смртноста од кога ги воведоа превентивните мерки. Вие ми покажавте колкава е смртноста според возраст. Да, тоа имам испечатено да. еден графикон, тоа е смртноста која што во Кина. Практично кај до 9 години, кај деца до 9 години нема. Да, до 9 години од 0%, од 10 години па до 40 години 0,2%, кај седонскиот грип е 0,1%. Значи нешто двојно е поголем ризикот кај коронавирус, меѓутоа не толку значајно. Од 40 веќе почнува да расте смртноста, од 40 години 0,4 и така постепеност, каде што на 18 годишна возраст веќе смртноста достига 15, а во некои студии и 20% од инфицираните завршуваат летално. Значи, у нас дека се постарите дефинитивно се една... И друга работа, уште професор Пановски спомна, значи и точно и тоа дека 80% од починатите се мажи. Значи, сепак естрогенот има некакво влијание во заштита. 80% се... Да, најголем процент се мажи. Естрогенот да, сепак... ова се први, значи, заклучоци од коронавирусот, кој е практично и непознат. Доктор Пановски, сега се очекува, кога зборувам за пик, има луѓе кои се предпоставува можеби заразени од вашата колешка докторката Нина Цаца. За сега нема уште такви... Па изгледа и нема да има, за среќа, ова е чудо. На кое треба да се радуваме. Мислам, се очекува посечно тројца, меѓутоа да има. Контактите незини беа многу поголеми, да речеме, од 1 март кога се вратила дома. Може се вратила и еден ден порано, меѓутоа 1 март е недела, а 2 март беше понеделник. Денеска е 16, значи не 14 дена за семејството, кај што е контактот скоро неизбежен. Нема случаи. На 2 март веќе со тие што било на работа, веќе 13 дена, па дури од оној симпозиум кај што најмалку шанси има. Меѓутоа не може да го исклучиме, веќе проше 9 дена. Така да почекаме уште 4-5 дена и може да се случи да тие 200 луѓе, од кои никој до сега за чудо не покажал никакви симптоми, тоа е интересно. Обично некој ќе настинеше, па ќе испадне негативен, како што ги имаме доста случаи од Дебар, да таа приказна се затвори со сите трауми што ги нанесе, особено. Да, тоа е најдоброто можност. И како една поука, бидејќи не ја окривувам само неа, туку и колегите. Значи, и они се однесува како од Србија. Докторот, тие што знаеле дека се вратил од Италија, мораа да реагираат. Значи, должно се да се реагира. Не е важно дали мене ми се свиѓаат препораките или не ми се свиѓаат, дали мислам дека ова е нешто така банална работа, ако е препорака 14 дена од министер за здравство и работите во здравствена установа, на толку колеги никој да не реагирал, да не зборам па 100 души да отишле таму на симпозиум, сигурно 30 гарантирам дека знаеле дека била таму, а башка имала и симптоми. Тоа мислам навистина една поука и за среќа изгледа ќе излезе да од тука не се јави жариште. Инаку, по моја проценка, мислам дека треба да се издржи уште 10 дена. Ако нема големо покачување на случаите, значи не се качи над 50, односно и да се качи да бидат луѓе кои може да откриеме од каде ја добиле болеста. Поред овие мерки што се преземени, кои може би првите 2-3 дена и не се почитува, меѓутоа сега ако се почитуваат ригорозно, прилично ригорозно, може да избегнеме било каков пик. Може би нашата крива ќе излезе 50 и ќе почне да паѓа. Тоа е целта, мислам. Да, секојдневно се прават и тестови или... Да, секојдневно се прават тестови, да се надоврзам, добро е што кај нас се уште не постои неконтролирано ширење на вирусот. Значи, за секој пациент што ќе го најдеме позитивен, знаеме со кого бил во контакт, знаеме од каде доаѓа, знаеме од каде е можноста за да он се инфицирал и така натаму. Додека е така ситуацијата, додека имаме под контрола, нема и да има голема експанзија на вирусот и се надеваме дека ќе пребродиме кризава во најдобар за 10 дена.
Уште една работа, најголема инфективност со вирусот започнува ден-два пред првите симптоми на болеста и трае негде 7 дена од почетокот на болеста. Тоа зависи и во кој период пациентот е повеќе инфективен, кога е помалку инфективен за другите. Така да и со првата пациентка која што дојде од Италија, првиот случај што го испишавме, што оздраве пациентката, и со неа немавме ниту еден секундарен случај да таа пациентка зарази некој друг. Никого, ниту од близките, ниту тие со кои што патувала исто. Но може ли да се повтори болеста и тоа имаме тука различни информации, ова мноштво и лажни, веќе не знаеме што е. Постојат и некои такви докази, меѓутоа тоа се ретки случаи, што му одлучивте да ја пуштите, да. Поголема група за да може тоа да се анализира подетално. Сега тоа некои поединечни случаи се само ни сведот кои што ги реферираат, кои што се многу целосно извлечена или сепак има некакви тешкоти? Апсолутно, да, целосно извлечена пациентка, целосно завршена. За неа има некој оправдание што не зарази никого, бидејќи 7 дена заразувала во Италија. Од ова што кажа. Точно. Да, меѓутоа патувала во 9 дена тие кога била најзаразна, била во Италија. Може би веќе не била заразна кога се кажела во комбито. Тоа е наша среќа. Кога почнува болеста веќе зборува за односот на италијанските здравствени власти и овој случај. Која лечела погрешно. Да, мислам била во болница. Се јавила пациентката во болница, али оттаму ја пуштале со терапија за дома, без да проверат, без да направат тестирање, без ништо. Да, и се лечела од грип или нешто. Најверојатно како грип. Некаква настинка. Господја Петровска, и колку луѓе има во изолација или кои се дома, кои ги следи полицијата, како ги следите? Мислите ли дека се е тоа под контрола? Бројката на врачани решенија за изолација и изјави за самоизолација е некаде околу 140 на територија на целата држава. И полицијата прави времени проверки и телефонски и на лице место со цел или нормално да утврди дали лицата ги почитуваат тие наредби или не. Сега во оваа прилика лицата кои веќе ги добија тие известувања се свесни и голем дел од граѓаните знаат, но би искористила оваа прилика токму во насока на алармирање на свеста кај граѓаните дека овие изјави кои што и сега веќе започнавме на граничните премини да ги издаваме, наредбите практично и изјавите не се акт на добра волја, туку тоа е наредба. И нејзиното кршење или непочитување значи директно кршење на членовите 205 и 206 од кривичниот законник или сакам да потенцирам дека тоа е веќе сторување на кривично дело. Тоа значи дека сите оние граѓани на кои што добиле таква изјава, кои допатувале, кои влегле во процесот на самоизолација или изолација, доколку го прекршат тоа, навистина санкциите кои Министерството за внатрешни работи ќе ги превземе према нив, ќе бидат навистина ригорозни и тука нема да правиме исклучоци, доколку утврдиме дека некој не го почитува тоа, да го занемариме, напротив, веднаш ќе го известиме јавното обвинителство. Дали полицијата треба да ги уапси или не? Јас себе во другите земји има и кривични, и апсење, има во Грција, има во Шпанија, барем тоа колку што можев да видам, дали полицијата ќе апси, ќе казнува. Според кривичниот законник има од 1 до 3 години затвор и кај нас не е. Казните за прекршоците, односно кривичните дела сторени по 205 и 206 се движат од парични казни до 3 години затвор или до 1 година затвор во случајот со членот 206. Но полицијата, бидејќи станува збор за загрозување на општото добро, за загрозување на јавниот интерес, односно здравјето на граѓаните, апсолутно има право веднаш да ги лиши од слобода и нормално во координација со јавниот обвинител да постапи. Таков беше случајот денеска во Гостивар, кога лишен од слобода беше еден угостител за кој се покажа при проверката дека работи неговиот локал угостителски дуќа. Значи веќе имаме еден уапсен кој работи. И тоа навистина ќе се интензивира во следниот период и токму во насока на оваа борба која што докторите ја водат, навистина ќе бидеме ригорозни и од една улога која што имавме во изминатиот период, а тоа е превентивна, преку комуникација со граѓаните, укажување на да ги почитуваат советите од лекарите, сега веќе ќе преминеме кон една репресивна улога. Денеска беше прашан министерот за здравствена пресконференција, меѓутоа вие практично прашањето треба да е до МВР, дека имало случаи на луѓе вратени од Италија, не знам, во Сингели, во Струга,
па дека дошла полиција, ги пријавиле соседите, тие избегале. Има ли такви пријавени? Таков случај за пријавен во полиција, во било кој од полициските станици на територија на град Скопје денеска не е регистриран. Јас се надевам дека станува збор за некое недоразбирање, значи штом не е пријавен во полиција, полицијата не може да излезе на Или за терен. лажни вести и шпекулации, Апсолутно. очигледно. Имаше таков еден обид пред неколку дена, кога се разбира благодарејќи на свеста на новинарите, не го објавија, туку прво се консултира и со Министерството за внатрешни работи, и со Министерството за здравство, за наводно некоја жена која починала во град Скопје и така натаму, меѓутоа апсолутно беше тоа невистина и таа вест не се ни објави. Токму затоа што откако новинарите ја апсолутно проверија прво и ја проверија и сватија тоа дека е проверката таа траеше навистина брзо и ефикасно, но целта беше не за да заскриеме, туку напротив да ги одговориме прашањата веднаш, се тоа во интерес на информирање на јавноста. И ширењето на лажни вести и ширењето на паника меѓу граѓаните треба да знаеме дека никому не носа добро. Ниту на еден граѓанин, ниту во нашата држава, нити надвор од Тие нашата што ги држава. шират сигурно немаат Апсолутно. намера да донесат добро. Дали кај вас се пријавуваат, се јавуваат граѓани барајќи помош? Денеска ни се јавија граѓани од селата на Бистра, од Гари, Лазарополе, дека заради затворениот Бошков мост не можат, се стравуваат дека ќе останат без храна. Така е, секојдневно добиваме по неколку позиви од граѓани кои се во не во кризното подрачје, туку во околината на кризното подрачје, кои се затекнати на лице место и бараат помош за храна, за достава на храна и хигиенски средства. Ние како дирекција за заштита и спасување сме дел од кризниот штаб и согласно нашите ингеренции постапуваме заедно со кризниот штаб и доставуваме се што е потребно на тие граѓани. Дирекцијата за заштита и спасување е дел од системот, од безбедносниот систем на државата, клучните институции и сега во моментов делуваме баш во кризното подрачје, внатре во кризното подрачје и надвор на два пунктови, на влезно-излезни пунктови, каде што припадниците на Дирекцијата за заштита и спасување, републичките сили, се ангажирани за деконтаминација на возилата кои влегуваат и излегуваат, возилата кои се Од ебар и значи и медицинските возила, и полициските возила, и воените возила, и возилата за дотор. имате ли на некакви храна. проблеми во Дибар или паника кај граѓаните или се соочувате? Не. До душа рано е, се уште нема. Не. Имаше во првите моменти кога се прогласи криза, имаше првите сати, неколку сати некое мало бунење, но сето тоа се брзо се среди и видите, на никого не е во функција ширењето на дезинформации и паники, ширењето на паники не е во функција на доброто на целото општество. Така да реалното известување, реалната ситуација мора да се каже таква каква што е. Во моментов имаме една стабилна ситуација каде што е контролирана и мислам дека Вие имате доволно заштитни маски, облека, се што треба и резерви доколку, например, се јави ново жариште? Дирекцијата за заштита и спасение за среќа има резервни ресурси и согласно нашите ингеренции одговараме секаде тамо каде што има потреба. Доктор Бановски, додека разговараме, ми се јави доктор Ивана Докчева од клиниката за дерматовенерологија. Ме замоли да ве поправам, ми коригирам, бидејќи вели дека тие ја пријавиле докторката, зошто е реагирано доцна. Тоа ќе имате, нели, лекарска комора за етика и ќе постапува. Мислам, 5 дена никој да не реагирала кој е пријавена е неверојатно. Да, вели дека Тоа е реагирале.
Мислам, јас на нивно место не би си одел дома. Тоа машка пријавување бидејќи добро, она што е интересно е начинот на кој Велика Британија се справува со коронавирусот. Таа е единствена држава која проценува дека епидемијата ќе трае до 2021 година, дека може да бидат хоспитализирани речиси 8 милиони луѓе и дека тие не преземаа некакви мерки драстични, ништо не беше затворено, дури минатата недела мислам дека и фудбалските надпревари се играат пред полни стадиони. Зошто одлучија на вакви чекори да се создаде имунитет за вирус кој еве проценува дека ќе трае уште цела година? Добро, фудбалските надпревари веќе така да не си они до крај сигурни во тие мерки што ги преземат. Премиер лигата веќе не се играше вчера, значи сепак не е баш така. Пробуваат. Има некоја теорија која не е прифатена од еден епидемиолог кој смета дека треба вирусот по природен пат контролирано да се шири меѓу населението. 8 милиона хоспитализирани, не претпоставам дека 8 милиона болни од нив ќе се хоспитализираат. Не знам колку повеќе знаат инфектолозите, 10-5%. Тие што се потешко болни, веќе на таа бројка не може да најдете сите да ги хоспитализирате, мора да или би се држале во некој стационар, кај што во изолација, така да кажам. Значи, природниот тек на болестите, до сега сите болести скоро, не можам да тврдам за SARS, така проаѓале да со тек на времето луѓето стануваат, населението станува имуно и вирусот ослабнува. Кога наоѓа домаќини кои се за него отпорни, постепено ја губи силата и така прекинува епидемијата. Така прекинуваат епидемиите од сезонски грип. Тоа што се повторувате заради тоа што мутира вирусот и тоа е природно добро од аспект што населението што ќе преживее за овој коронавирус, ако не мутира, можеби доживотно да биде заштитено. Да, меѓутоа, тука сега влегуваат вакцините, кои за многу болести го прават вештачки активен имунитет и влегуваат антибиотици, кои што за многу бактеријски болести не дава да се развие до крај. Меѓутоа, мислам дека Велика Британија се уште лута во тоа, дека не е прифатено како начално. Сепак има мерки кои, еве самите што спомнавте, Премиер лигата од вчера не се игра и полека и тие ќе ги донесат овие мерки, можеби не толку ригорозни. Во секој случај ризично размислување. Не се знае што ќе се случи ако се инфицира толков голем број луѓе, толку голем број хоспитализации, сигурно тоа ќе повлече огромна смртност. Така да такво размислување е ризично, меѓутоа тоа не е на ниво на нивниот здравствен систем или на ниво на премиерот, тоа е можда идеја на некои поединци епидемиолози кои што мислат дека може на тој начин да се изборат со вирусот. Во главном, решението за оваа ситуација е да се држи вирусот под контрола, епидемијата под контрола, додека не искочат вакцините, кои што веќе се во фаза на клиничко тестирање. Денеска слушнав на најнови вести дека се во клиничко испитување во Америка и во некои други земји. Така да се надеваме дека набрзо ќе бидат достапни вакцините, за да може да се заштитат луѓето од натамошно ширење на оваа инфекција. Велите забранете за сите собири. Еве била вчера одржана конвенција на партијата ДП во Тетово во затворен простор. Сепак многу луѓе, иако се труделе да почитуваат колку толку, има фотографии, иако седат на половина метар или метар, меѓутоа се навистина не е мала бројката на луѓето што се собрале таму. Дали ќе санкционирате вакви, бидејќи јавни собири во принцип се забранети? Јавните собири токму заради оваа ситуација која што и председателот Пендаровски ја објаснуваше, формално правно, не може да бидат забранети затоа што се уставно право. Владата даде препораки и упати апел јавните собири да не се одржуваат. Политичките партии, како во овој период едни од најголемите организатори, секоја сама се произнесе по однос на тоа прашање.
Останатите мерки кои владата ги донесе, а тоа е затварање на угостителски објекти, затварањето на училиштата и така натаму, се мерки по кои што Министерството може да постапи и во содейство со другите институции, инспекции ги контролираме. Но нели е неправедно сопственик на ресторан ако отворил е веќе уапсен, а политички партии да одржуваат јавни конвенции или оставате на нивната свест? Јас го образлашив ова формално правен аспект, така е, меѓутоа секој... Ниту една партија патем не ја откажа, ниту Конгресот, ниту конвенцијата, вклучувајќи ја и вашата. Апсолутно останува на тоа политичките партии да одлучат и со тоа да пратат порака кон граѓаните. Мислам дека изминатиот период како интензитет доби ширењето на епидемијата во Македонија, особено по прегласувањето на кризната состојба на определена територија, политичките партии испратија јавно известување дека ги откажуваат своите политички активности кои вклучуваат групирање како ги одржаа конвенциите и конгресите. Оваа била одржана на 12 март, значи во четврток од господине Пановски. Затоа кажав преска, многу се важни следните 10 дена, бидејќи треба да се свадби и сите други работи, конвенции и собирања се уште се случува пред 5-6 дена. Како вам би неофицијални и затоа треба овие 10 дена да не се случи, што кажа доктор Видинич, да дојде кај нив човек болен, не дај Боже дојдат 5-6 души и да не биле нигде и да не кажат дека биле на било каков немаат никаков контакт, тогаш што правиме. Зашто тие 5 тешко болни што стигнале до инфективна, влечат уште 50 до 100 и тие не може да ги најдем. Затоа многу се битни овие неколку денови кај што сметам дека нема да има веќе инциденти, од 12 навака да речеме дека нема такви работи што може да се случат. Доктор Видинич, ако седеле на половина или метар еден од друг во затворена просторија, дали тоа било доволна заштита за сите нив кои што сметале? Не сум никако заштитен ако седат на половина метар. Во затворена просторија над 100 луѓе, овде не можеме да процениме, јас едни фотографии. Значи еден да има од нив. Да, работа е да нема никој. Апсолутно. Веројатно е да ова е претпоставка само да не ги плашиме, но во Јужна Кореја беше како се проширил вирусот, присуствувала некој религиозна миса или не знам како, еден човек зарази 50 луѓе. Значи на таа толку е заразно, да. Просечно е тројца, меѓутоа просек е просек. Еве може имаме еден случај се надевам уште еден со 0, меѓутоа има и 50. Просекот е 20 до 4 да еден човек зарази, меѓутоа тоа е просек. Никакво ризично однесување во овој период. Ова можеме да го сметаме за ризично однесување дефинитивно. Тука ќе направиме пауза за реклами и се враќаме на дебат. Гледате топ тема. Тема е пандемијата на коронавирусот. Господја Петровска, пред малку зборувавме за конвенцијата партијата ДП одржана во затворен простор, која е опасност. Колку овие собири, дали луѓето знаат колку можат да бидат опасни? Веројатно најповикани се докторите, но јас ќе кажам од оно искуство што се случи и зошто токму територијата на Дебар се прогласи за кризна и се затвори. Причината е што оние граѓани кои беа позитивни на тестирањето, односно дојдоа од Италија во Дебар со вирусот, практично не воделе грижа, односно не се придржувале согласно препораките да не бидат во присуство на поголема маса на граѓани и слично. Еден дел од нив присуствувале на верски обред на погреб кој што се одржал во Дебар, а после тоа и нормално се дружеле со семејствата во околината. Така што самиот овој податок го зборува за тоа колку е опасно да не се почитуваат препораките на докторите и да се постапува на своја рака. Меѓутоа, како што рековте, се уште е на ниво на препорака да нема. Ако има забрана, треба да има и санкции. За јавните собери? Да. Апсолутно да. Меѓутоа сега за заради сега ограничувањето на вонредна состојба, во Уставот се знае дека е правото на јавен собир во кои услови, односно во Законот за јавни собери може да биде ограничено. Господин Џафировски, ако има кризна или вонредна состојба, само тогаш може да се забранат или може да се донесе
одлука да се забрани секако? Не, владата може во секој момент да донесе мерки за забрана и тие мора да се почитува. Секој поединец во општеството мора да ги почитува. Тоа е за Вака на доброто. терен вие действувате само во Дебар или има и други места? Се уште пишуваат луѓе од Мијачкиве села кои отишле на викенд таму, сега не можат да се вратат. Дирекцијата за заштита Дали ќе ги спасување- спасувате? Велато отишле само на 2 дена, а се уште Видете, никој не ги пушта назад. Според мерките кои ги пропиша владата, значи од тој регион, од кризниот регион не може да се излегува. Значи ние можеме да дотур на храна, на лекови, на средства за хигиена да им доставуваме, но од тој регион владата донесе Овие села мерки. спаѓаат во тој регион, Мијачките? Значи, имаме Значи, овие се луѓе од Скопје, изгледа што отишле на... Некои отишле на викенд, бидејќи во некој од нив Така е. нема жители. Така е, и сите тие што се затекнати во моментот на прогласување на кризна состојба остануваат таму се до престанок на кризната состојба. Значи нема шанси да Нема никакви дури шанси. да Мислам дека не се дека е заразени тоа што му јасно. отише на викенд остануваат таму. Еве се надевам дека не случува. Многу граѓани беа затекнати на територијата на Дебар по прогласувањето на кризната состојба и затварањето, односно блокирањето за влез и излез од градот. Улогата на институциите, и тоа сега за сега успешно го правиме и се справуваме со тоа, е на овие граѓани да им обезбедиме услови за живот и таму каде што се затекнати. Тоа значи дека и Министерството за внатрешни работи во соработка со дирекцијата и особено локалната самоуправа, која навистина морам да кажам дека покажа поголема спремност и свесност за состојбата, им излегуваме во престрет на овие граѓани и им обезбедуваме услови. Значи ќе имаат малку повеќе продолжен викендот колку што планирале на почетокот, барем за нив. Ако тоа е за добро на останатите граѓани, мислам дека може да издржат. Да, може да издржат. Доктор Видинич, мерките сега ги почитуваат, сите се придржуваат, седат дома, дури се наоѓаат како да се занимаваат, но не е исклучено да се добие, да ги фати паника едноставно и некој да не издржи оваа изолација. Кажете ни прво како болните се справуваат со тоа што се сосема изолирани. Тие не се во допир со никој освен со вас на инфективната клиника? Не, посетата е апсолутно забранета, значи никој не може да дојде овој период освен ние вработените до нив. Ние меѓу нив исто така? Не, апсолутно и тоа не е дозволиво, значи ние сме во постојана комуникација со хоспитализираните, за сите нивни потреби сме тука да им помогнеме, редовно ги посетуваме, им носиме се што им треба. Така да знам дека и за нив тешко овој период, сепак 2 недели да мора да седат во една мала затворена соба. Меѓутоа ние сме тука да им дадеме поддршка колку што Не излегуваат можеме. ни на тераса, ниту на Не, во не. ходник, само во Си седат во собата која што е само за нив. секој сам во просторија. Брачните партнери седат заедно, а обично се сами во соба. Што доколку граѓаните почнат истото прашање Добро, претходно да само- не издржат. Да. Претходно, еве, заменик министерката исто го кажа, тоа јас размислував, бев на една друга телевизија и после кабе незгодно е тоа да се каже. Значи, свадба може да не се прави, може да се одложи. Роденден исто. Меѓутоа, погреб не може да одложи. По моја проценка има меѓу 70 до 100 погреби во Македонија, 30 во Скопје. И мора да се каже, ако сакаме се заштитиме, еве, Да, веќе има секако, случаи во дека тоа Италија се беше шири. Значи, таму во забрането. капелата се вртат 100, 200, 300 луѓе, стојат луѓе изнемоштени, најчесто на крајот стојат неколку. За среќа, почесно се жени, меѓутоа има и мажи кои се многу подложни на инфекција и се пригрнуваат со 100, 200 луѓе. И тоа се случува на 30 места во Скопје или на 100 места во Македонија секој ден. Незгодно е да се каже, меѓутоа е место кај што, како веќе се случило, еве, кај што може да се шири заразата, особено ова важи за кризните состојби кај што веќе има. Меѓутоа, од кај знаеме дека и
и овде негде нема во некој друг град, па да тоа биде причина. Значи, тоа е една работа. Втора работа, мерките треба да бидат на некој начин балансирани. Ако се премногу строги, ако не знаете кога ќе ги прекинете, ако траат многу долго, ако не може да ги издржите, тоа има и економски, меѓутоа и психолошки реперкусии врз населението, затоа не треба да бидат престроги. Значи сега нема потреба да забрануваме да луѓето излезат надвор, да забрануваме да се... Да, што споминавме, нека излезат еден сад, огринето како движење. затвор што ги пуштаат еден сад низ дворот, нека излезат еден сад низ по кеј, нека прошета, нека вози велосипед. Да, но Нема тоа никаква теоретска шанса да се реагира зашто заразат. ги носат децата на игралишта. Добро е да прошетаат. Па сега не ама треба на игралишта, треба да едно-две деца заедно, меѓутоа не повеќе од 10 деца, бидејќи тоа влие на здравјето. Сега доаѓа пролет, имунитетот им зајакне ако дишат чист воздух, ако се движат, ако седат дома, ќе бидат подложни на некои други болести, ако не збораме за 2 недели, јас зборам за 3 месеци. Ако збориме за кривата, таа крива, ако тераме до крај, не знам дали може да се издржи економски. Уште 3 месеци или веќе сме... Најоптимистички уште 3 месеци. Уште 3 месеци. Значи, у Италија да нема од утре ни еден случај нов, Така. а за жал има по 2-3 илјади, уште месец дена до месец и пол треба да се излечат тие што се во болница. Значи, таму кој ќе почне се од 2.500 дневно допаѓа, смртните случаи не се тука битни во статистика, допаѓа, тогаш, иако тој тренд трае, тоа се случи во Кина негде во 10 февруари, 15 февруари и полека, значи таму ако почне да опаѓа, требаше месец и пол кога ќе почне да опаѓа да помине, за да знаеме дека и од надвор немаме опасност голема да ни се да се внесе случаи. Така да реално најоптимистички е јуни ако мерките дадат резултат. Ако не дадат, може ќе го истераме и летото, да не знаме дека летото овде ќе биде топло, меѓутоа во Австралија, во Јужна Америка па ќе биде зима, така да таму може па ќе тлее. Вирусот не знаеме тоа како што, меѓутоа ќе стигне вакцината веројатно до година. Уште колку болни може да бидат згрижени на инфективната клиника, доколку го имаме полошото можно? Па ние веднаш од кога дојде првиот случај се реорганизиравме за да можеме да примаме вакви болни. Така да капацитети ние имаме доволно за прием. Не во тој аспект не гледам пречка. Покрај нашите капацитети нас ни се понудија и карил, и неурохирургија, па и приватната болница Дестина, дури ги понуди нивните капацитети, доколку има потреба, значи да и тие капацитети ги потребиме, меѓутоа јас верувам дека нашите капацитети ќе бидат доволни за да... Многу прашања се поставува околу респираторите, знам дека се споредуваме со сите земји, еве сега добивме информација дека ќе бидат од Кина донирани, увезени уште респиратори. Како може да се одрази одлуката на земјите од Европската Унија да се ограничи извозот на медицински материјал? Дали ние треба да колку кај нас се произведува, значи веќе се носат мерки со стравување, како што велат секоја земја себично се почнува да се грижи за своите граѓани, а нема онаа солидарност во вакви услови. Добро, не знам сега дали нема солидарност, сигурно ни помагаат и... Се некакви проценки која ќе ставите ограничување. Кај нас е 7 дена е донесена таа мерка. Кај нас е забранет изvoz на медицински производи од Македонија пред 6-7 дена. И денеска беше повторно прашање и министерот потврди дека тоа е пред 7 дена донесена таква мерка. Не се збори за било каков материјал, за овој што ни треба за оваа состојба, а тоа се пред се средствата кои ги произведува алкалоити и други фирми, дезинфициони средства, алкохол и така натаму. Да, додуша веќе аптеките побараа нови заштитни марки, смисол се однесува. Верувам дека не значи алкалоит не сме младата. некој кафетин да извезува, што ќе не ни треба не, сега. Не, ова се зборува точно за заштитни... За овие заштитни, да. Така да некоја земја која има вишок на респиратори, како што сега Кина, ќе има неколку илјади, може да ги продаде, може да ги поклони,
Така да не е тоа страшно, мислам. По Дека Кина се вие не ослободија. гледате дека Па од тие тоа таму може- болници колку сигурно имаше неколку илјади на тој број Да, на ги затворија болниците и И веќе тие не мора да ги располагаат. чуваат сите. Кај вас гледам дека влева оптимизам ова затворање на болниците во Кина и нивните Па тоа е искуства, успех, барем, мислам, или они- тоа е единствен Они репер? докажа скепсата е што ние не сме Кина, или еве ние може сме како Македонија, меѓутоа Европската унија очигледно не е. Тие мерки тешко се донесоа и кои не знам дали се воопшто донесени до тој степен, веројатно и не можат. Некои закони треба да се прекршат како што беше таму, така да тоа е опасноста да знам дека може да се донесат тие мерки, како што дела таму, тоа сигурно можеме да кажеме дека до јуни ќе Сте биле директор на Ја. Фондот за здравство. Дали во ваква ситуација би препорачале зголемување на или префрлање на повеќе средства од буџетот на јавното здравство кога не се случува ваква Па апсолутно пандемија? сите ресурси што се потребни треба да се пренасочат. Апсолутно веќе има такви мерки кај што за разни болести се ослободуваат и родителите и така Знаејќи ја натаму. состојбата во јавното Апсолутно. здравство нешто што е постојано подложно Да, мислам, на јас бев критика. заменик министер за здравство кога беше епидемијата на САРС, после станав директор на фондот, така да имам искуство со тие Да, затоа и ве прашувам. работи, меѓутоа не било до овој степен кај што тоа биле само планирани средства. Сега веќе треба да се одреши кесата и да се даде пред се на на колегата ефективната клиника. спротива, тие се први или први нека бидат овие што се во Девар, особено тие што отидоа тука, значи за тука не треба воопшто да се размисла, они не бараат. Не сме ние како американците, ако нема пари, нема здравство. Не знам Америка како ќе се справи со тој систем, таму без пари Таму е не исправот. работат, не лечат луѓе. Дали таму. многу е кај нас е солидарноста голема, меѓутоа не треба заради тоа да значи апсолутно треба да пред се на личните доходи на тие што се директно сега за сега и како што ќе се шири тоа. Докторе, вие не стравувате дека луѓето нема веќе да ги држи паниката и стравот, бидејќи стравот е чувар и дека ќе престана да ги почитуваат правилата и да се шетаат, барем вака у контакт. Па да, веќе почна луѓето да ја сваќаат сериозноста на цела оваа ситуација. Клиниката е Јас- празна, ми рековте и јас, самите да. речици. Јас ги сваќам и младите и нивната желба да се шетат, да се дружат, меѓутоа овој не е таков период. Треба да сватат дека со тоа нивно желба за дружење, ако не ги применуваат мерките кои што се пропишани од владата, го доведуваат во ризик. Мал ризикот е за нивниот живот, меѓутоа нека помислат на нивните родители, на нивните баби, дедовци, кај кои што сигурно болеста ќе се манифестира во најтешка клиничка форма. Господин Џафировски, ако се прогласи уште едно кризно подрачје, за колку време се организирате, го затворате, интервенирате, вака накратко кажете ни како се действува? За неколку часови Дирекцијата за заштита и спасување заедно со надлежните институции, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, единица на локална самоуправа, просторните сили во единицата на локална самоуправа, се организира и се прогласува кризна состојба во одредено време. Јас верувам дека нема да имаме така. Добро, И се но да се- во случај како тоа изгледа, надоврзам да. на професорот Пановски. Ние сме како Дирекција за заштита и спасување членка на механизмот за цивилна заштита на Европска унија и од првиот ден, од 28 јануари, првиот ден кога се спомна за коронавирусот, ние бевме известени преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија и Светската здравствена организација, каде што ни соопштија дека имаме еден наш пациент во Вухан, во Кина, и дека ќе биде пренесен во Франција, во изолација. Ако Кина докажа дека со радикални мерки може да има успех. Од 28 февруари, негде професорот спомна, негде 10 февруари веќе
кривата Стагнираш и почна почна да биде во надолна линија. Така да овие мерки што ги превзема нашата влада, јас мислам дека се многу коректни и само треба, уште еднаш ќе споменам, дека секој член на ово општество треба да само да се придржува на мерките и мислам дека ќе бидеме во ред. Полицијата е на терен, ги придружуваат и инспекциите, учествува во границите. Дали има проблеми полицајци кои не сака да работат во кризни подрачја, што одбиле задача или нешто такво? Дали имате воопшто? Не, за среќа не, затоа што со самиот тоа што полицаец кога станува полицаец без оглед дали е во редовниот состав или е во некој од специјалните единици, го прифаќа предизвикот дека што и да се случи во државата, тие се првите кои што застануваат. Кога го спомнавте, го прашавте колегата Џафировски за тоа за колку време ни требаше да се поставиме, оприлика не повеќе од 2 часа требаше од моментот на прогласување на кризната состојба до моментот на воспоставување целосна контрола на прогласените кризни подрачја во Дебар. Така што полицијата е подготвена, ние се надеваме и ќе ги следиме препораките и укажувањата на тимот од Министерство за здравство, но ние сме подготвени да изреагираме во секој момент и она што е одлука на влада да го спроведеме се со цел во интерес на заштита на граѓаните. Седницата на влада очигледно уште трае, да видиме какви нови мерки ќе донесат и за крај прашање пак до лекарите, дали стравувате дека има луѓе кои крија дека биле во допир со заразени и може да бидат потенцијална опасност, иако сите се трудиме ова да биде гласно и да пријавуваат, тоа е најдобриот лек. Значи, реално, ако можеше да се случи на докторска фела, да се крие, реално би требало дека има и такви. Меѓутоа да се надеваме дека не биле заразени или сме имале среќа да не ја пренесат болест. Тоа ќе знаеме за неколку денови. Инаку да апелирам до родителите, па и бабите и дедовците, да се откажат малку од внуците, особено овие внуци што се движат, што се поподвижни, а родителите да ги контролираат, особено средношколците. Мислам, тие се студенти, никој не може да ги контролира, меѓутоа мислам дека се они сепак совесни. Значи, полошо од собирање надвор, не треба да се собираат надвор, е собирање внатре, во подруми, во гаражи, да почнат некои клупчиња, во затворени простори, кај што 100 пати е поголема шанса да го прошират вирусот, отколку да шетаат надвор. Да шетаат 2-3 надвор на метар 2 не е страшно. Значи, ова што го спомнав, и тие маски да се користат стварно кај што треба. Нема зошто да шетаат по кейсо маска. Меѓутоа кој ќе влезе у самопослуга, ако има погреб, што има повторно ќе спомнам, тие што примаат сочувство, тие треба да имаат маски, бидејќи 100 души ќе им пројдат, кои што проаѓаат на некоја касиерка или на некој друг. Значи, за тие луѓе да се чуваат маските и да се менуваат повеќе пати на ден. За тука не треба да се штеди. А надвор дали ќе одиме со маска ако немаме контакт со други луѓе, е што воздухот е многу разреден и вирусот не може да се пренесе сем ако е некоја гужва, како што била на ски лифтовите у Италија, кога ги пуштија студентите да си одат, па ти отидоа на скијање, тука се јавија тие масовно пренесување, нема потреба. Значи, родителите треба да контролираат, ако излезе детето, саат-два надвор, да знаат каде и да се врати. Ако не се враќа после навечер од 9, тоа е негде натре или во гужва. И тоа е таа опасност да се издржи 10-15, ако треба и месец дена, многу е битно. Значи, родителите се тука главни, најмногу кај средношколците и овие што се 8-9 одделени. Дали може да додадете, имате нешто на овие препораки? Дали е корисно да се пере облеката, да се дезинфицира по излегување надвор? Еви тоа прашуваат денеска. Стандардни хигиенски мерки што треба да важат и во нормални околности, редовно миење раце, хигиена на тело, хигиена на облека и доколку е некоја попристу на поголем број луѓе да се носи и заштитна маска.
Ви благодарам сите на учеството во вечерашната топ тема. Тука е крајот на емисијата. Останете дома и гледајте филм. Пријатно.